svoj dane spasi nas, Isusa, Hristosa, Emanuel, som nas beše Bog i ostana ne pomiri, so tebe ne osveti, nema smrt, nema veke krevi. Mir vam, Tatko naš koji si na nebesata, da se sveti imeto Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na nebo to, taka i na zemljata. Lepot naš nasušen daj ni go i denes, i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi proštevame na našite dolžnici. I ne vovedi vo iskušenije, no izbavi ne od lukavi od, zašto Tvoje je carstvo to, i silata, i slavata, vo site vekovi i o vekovi. Amin. Sveto to pismo, knjiga napišena od sami od Bog, živo slovo, slovo to na život, od kako što je narečeno, koje može da vi pomogne, da ve pouči od sin čovečki da stanete sin Božji i povtorno da se vratite vo pregratkata na Otec od nebesen i da živejete vo duh so Nego, vo Božjото carstvo na nebesata zajedno su Isusa Hrista. Послание на апостол Павле до Римјаните, 9 глава. Да видиме што зборува апостолот Павле. Ви зборувам вистина во името на Христос. Се што правите во името на Христос, во името на Отецот Небесен, односно во името на Христос, што и да побарате во Мое име, вели Исус, од Отецот ќе ви биде дадено. Ви зборувам вистина во името на Христос, не лажам. Тоа го сведочи мојата совест во Светиот Дух. Тоа го сведочи мојата совест во Светиот Дух. Интересно. Светиот Дух, луѓето не можат да разберат што станува збор. Духот е тој што оживува. Телото ништо не помага. Во Евангелие по Јован, Светиот Дух е Духот Божји кој треба да престојува во вас, ако го изберете Исуса Христа за ваш Господ и Спасител. Апостолот Павле вели вака, дека има голема тага и непрестајна болка во моето срце. Зашто повеќе би сакал јас да бидам проклет и одвоен од Христос. Тој се подразбира кој живее во Христос, живее во Божји благослов, кој живее без Бог, живее во проклетство, бидејќи е проклонат, затоа што е паднат ангел, отпаднат со сатаната и со Адама во гревовно тело. Што повеќе би сакал јас да бидам проклет, вели апостолот Павле, и одвоен од Христос за браќата своји, моите сродници по тело. Значи, израелците не го познаа Бог, но тој добива задача да го шири Светото Писмо кај незнабожците, кај неизраелците. Еве што вели понатаму, тие се израелци
Ним им припаѓа посинувањето. Посинувањето. Израелците се народ, метафора и народ, и реален народ. Народ кој го избрал Бог, кој направиле завет со Бог, склучиле договор, а тоа ви е показ како се доаѓа од падната природа, од син човечки до син Божи со завет. Бог им избира водачи, Бог ги води и ако го слушаат, тие врват до Божјото царство на небесата. Значи, тие се израелци, тој зборува за својот народ, како што јас денеска можам да зборувам за македонците. Можете слично приказна. Ним им припаѓа посинувањето и славата и заветите, ним им беше даден законот и богослужењата и ветувањата и ковчегот на заветот. Нивни се и татковците, од кои потекнува и Христос. Значи, земно Христос потекнува од нив, кој е Бог на сите, Христос, благословен довека. Амин. Значи, ним им беше даден заветот на Аврам. Тие ним им припаѓа посинувањето, да видиме што вели Галатјаните, 4 глава, 7 и 6 стих. А бидејќи вие сте синови, односно Бог го испрати духот на својот син во срцата ваши, кој вика Ава, Отче. Значи, ние зборуваме за телесна и духовна природа. Бог го испрати, а бидејќи вие сте синови, синови човечки и синови Божји, две категории. Синови човечки се мисли на нив. Бог го испрати духот на својот син во срцата ваши, кој вика Ава, Отче. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Затоа, Галатјаните 4 глава 6 и 7 стих, затоа не си веќе роб, туку си син. Ако си пак син, тогаш си наследник Божји преку Исус Христос. Значи, тој вели, зборува за категорија на премин од син човечки, падната природа, во син Божји. Но се вратиме повторно кај Ефесијаните, Филипјаните, да се вратиме повторно кај израелците. Значи, израелците. Нивни се татковците од кои потекнува и Христос. Земно да, но Христос е овоплотен, инаку тој е роден од Отецот. Тој е роден од Отецот, а ова што се случува на земјата, тој зема облик на човек. Значи, се откажува од својата Божја природа за да ги земе вашите грехови, да биде жртвено јагне. Значи, не се потребни повеќе жртви. За вие, секој што ќе го избере Исус да биде спасен, кој ќе го повика моето име ќе биде спасен, кој верува во мене и да умре ќе живее, Исус Христос. А не е можно Словото Божјо да изневерило, бидејќи не се Израел сите оние што се Израел. Значи, не зборува за народ, за тело, туку за луѓе кои ги води Бог. Израел е метафора. Израелци се сите оние кои денеска го избираат Христос и живеат по Христос, како што Македонец е исто така, освен тоа што е народ, е и метафора на човек. Син човечки кој го повикува Бог е Македонец, а син човечки кој има завет со Бог е Израелец. Значи, тоа се две категории и затоа имаат слична судбина израелците во земново време и македонците. Ниту пак се сите потомци Аврамови, видите што зборува, затоа што се негови чеда. Значи, Аврам склучи договор со Бог. Бидејќи зборовите на ветувањето со овие, 9 стих, во тоа време ќе дојдам и Сара, ќе има син Сара кој имаше 90-100 години. Односно, не чедата на телото се чеда Божји, туку чедата на ветувањето ќе се признаат како потомци. Значи, тој ветува, с кој ќе го избере моето име, ќе биде спасен. Во 1 Јованово, а сведоштвото е ова. Бог ни дарува живот вечен. И тој живот е во неговиот Син, Исус Христос. Кој го има Синот,
го има тој живот. Кој го нема синот, го нема тој живот. И сега што направи Аврам? Не исчека до крај, Сара го натера или змијата го натера, не е битно. Легнува со Агара и го прави Исмаел, сам си прави син. А потоа Господ му го дава Исак. Исак се евреите, Исмаел се муслиманите. Денеска се тепаат. Чија е грешката? Господ го благословува Исмаел, го благословува. И не само таа, но и Ревека понатаму, која најднаш зачна од Исак, нашиот татко, зашто уште додека не се беа родиле близнаците, ова се значи приказните од Стариот Завет, и ништо не беа направиле добро или лошо. Две категории имаме на дејство, добро или лошо. Добро е тоа што е запишано овде, лошо е се друго. И кој ќе речете зошто е тоа така, па видете, прочитајте го Светото писмо и видете, тоа ќе промени нешто во вас. Тоа не е обично писмо напишано од човек, туку од самиот Бог. И ако го читате по известно време, ќе сетите внатре во вас духовна промена, ќе се разбуди вашиот дух. За да остане така како што Бог одредил. За да остане така како што Бог одредил, понатаму пишува се внатре сите одговори на вашите проблеми, дилеми, размисли, кои сте, што сте, зошто одите, каде одите, ги има во Светото писмо. Не заради делата, туку заради оној кој повикува и беше речено постариот ќе му служи на помладиот. Како што е напишано, Јаков го возлюбив, а Исав го намразив, што да речеме пак зар има неправда во Бога Исав кој се откажа од своето прво родство за една вечера. Ќе ви се присака нешто, ќе направите нешто и ќе се откажете од своето прво родство, второ родство. Можете да разберете дека ако сте родени веќе еднаш во тело, треба да се родите повторно во дух. Тоа е прво родство. Во тело. Бог е тој што ни дава живот и не раѓа. Ово другото е телесното постоење е минливо, видливото е минливо, а невидливото е вечно. Што да речеме пак, Исав, например, ќе посака некој политичар да остане на власт и ќе продаде нешто, името, знамето, јазикот, територијата, ќе дозволи да се шири разна лажна религија, не христијанство. Ќе се откаже за својот народ за една вечера од своето прво родство. Дали ви е познато ова во македонскава земја? Што да речеме пак, зар има неправда во Бога? Ке речат луѓето Бог никако, зашто тој му рече на Мојсей со 10 Божји заповеди кои не може да ги издржи ниту еден човек. Не краде, не убива и не сведочи лажно против својот ближен, не врши прелюба, не пожелува ништо што е туѓо, затоа што човечката природа е демонска и тој не може да издржи, потребна му е сила. На сите што го примија Исус Христос им даде сила да станат синови Божји, бидејќи царството Божјо се освојува на сила, зашто тој му рече на Мојсей, ќе покажам милост кон оној што ќе го помилувам и сожалување кон оној што ќе го сожалам. Затоа изборот не зависи од оној кој пожелува, ниту од оној кој трча, туку од Бога кој покажува милост. Изборот не зависи од оној кој пожелува, кој трча, туку од Бога кој покажува милост. Тоа се однесува на се. На израелците во Стариот Завет Бог им одредуваше водачи. Македонецот го повика Бог самиот. Тоа се двете категории. Значи не е битно дали вие политичарот се избира сами од себе или вие го бирате. Бог е тој кој покажува милост. Дали вие ќе бидете пастор, водач, проповедник, не зависи од вас. Дали ќе докторирате, магистрирате, дали сте во некоја црковна заедница. Патем речено овде нема никакви црковни заедници, освен една црква Исус Христова, каде што Исус е пасторот и водачот. Он, помазанието што го даде он, ќе ви даде се. Зашто писмото му вели на фараонот. И овде имате околу вас разни фараони. Токму за тоа те издигнав, за да ја покажам над тебе својата моќ и името моје да биде проповедано по целата земја. Значи фараонот и Мојсей. Фараонот не го пушташе Мојсей правеше чуда во името на Бог. Помина низ морето. Значи токму затоа е издигнат фараонот, за да се покаже, за да биде проповедано името на Бог низ целата земја. Така да ако ќе ви издигне Бог некои фараони околу вас, например, еден народ се наметнува на 4 други народи,
освоива територии, води војни, ве малтретира, ве негира. Може би е тоа фараонот кој го издигнал Бог за негова слава, а вам ви останува да се сетите кој сте и што сте и да изберете две категории: израелец, човек кој го слуша Бог, кој има завет со Бог, или македонец, човек кој го повикува Бог, што поврзува едното со другото. Македонци мои. Па така му искажува милост кому што сака и го закоравува кому што сака, така да ако некој треба да го проповеда Светото Писмо, потребно му е помазание од Бог, не од луѓе. Но ти секако ќе ми речеш, чекај, зошто тогаш уште не кори? Видиме Филипјаните 2:13-18. Што вели тоа? Светото Писмо се повторуваат одредени стихови на повеќе места, за ако случајно се извршени погрешки при преводот, при преписите или отфрлање на некои глави, важните работи се повторуваат на повеќе места. Филипјаните, послание на апостол Павле, 2 глава 13-18. Зашто Бог е оној кој во вас прави да сакате и да действувате според неговата добра волја. Значи, постои Божја волја и човечка волја. Ако извршувате Божјата волја, вие врвите во Божји благослов и тој ве води, тој ви дава сила. Ако извршувате вашата волја, ви одите во проклетство. Бидејќи се плаќа старозаветно, се плаќа, секој збор, секоја мисла, секоја помисла, секоја постапка. Зашто Бог е оној кој во вас прави да действувате, правете се без мрморење и двоумење. Работиш нешто, мрмориш цело време, за да бидете прави и чисти, непорочни чеда Божји според пред сред изопачено и развратно поколение, во кое светите како светила на светот. Околу вас има изопачено и развратно поколение, а вие треба да светите како светила на светот, држејки се за словото на животот. Ова, за моја гордост во денот Христов, дека не трчав напразно, вели апостолот Павле, и не се трудев напразно, но иако се излевам како жртва леаница и за служба на вашата вера, и се радувам сам, и се радувам со сите вас, се радувам во Христа Исуса, кој ми дава сила, така исто радувајте се и вие, радувајте се и пак радувајте се, зашто сите си го бараат своето, а не она на Исуса Христа. Од своето одите во проклетство, од Христа одите во вечен живот. Но ти секако ќе ми речеш, а зошто тогаш уште не кори Господ? А кој може да се спротистави на неговата волја? Ама човеку, кој си ти да се спориш со Бога? Кој си ти, човеку, да се спориш со Бога? Зарем она што е ракотворно ќе му рече на својот мајстор, зошто си ме направил таков? Зошто ме направи ваков, Господи? Господ е тој што те направил, те создал од кал земна. Или пак грнчарот, зарем не е господар над својата глина, па од една иста смеса да направи еден сад за почесна, а друг за нечесна употреба, зашто ние сме од прав земен, ние сме буквално глина, во кој ни е дувна дух во телото, во лицето животен, и стануваме жива душа, душата се враќа и потоа се преобразува тело душевно во тело духовно и се враќаме кај Бог, оние што ќе го изберат Исуса Христа, затоа што Прво Јованово, сведоштвото е ова: Бог ни дарувал живот вечен, и тој живот е во Неговиот Син. Кој го има Синот Божји, го има тој живот. Кој го нема Синот Божји, го нема тој живот. Доволно е тоа да се проповеда, за да го разберете. За да се покаже, за да го покаже богатството на својата слава над садовите на милосрдието што тој однапред ги приготвил за слава. Над нас кој не повика, значи повик од Бог имате за служба, не само од јудејците, туку и од незнабожците. Во тој конкретен случај сега се работи за македонците, бидејќи тие го повикаа. Така се вели во книгата на Осија: ќе го наречам мој народ
оној кој не беше мој народ, и возлюбена онаа што не беше возлюбена. И на она место каде што им беше речено вие не сте мој народ, таму ќе бидат наречени синови на живиот Бог. Синови на живиот Бог, тоа е тоа што треба да се постигне. А Исаија извика за Израел, кога израелевите синови би биле бројни како морскиот песок, само остаток ќе биде спасен. Зашто ќе го заврши делото и ќе реши по правда. Господ ќе го изврши во потполност словото на земјата. Значи, дојде кај своите и своите не го примија. Израелците не го познаа, бидејќи си ги имаа Мојсија и своите старите и пророците. Возгордеани дека се избран народ, не го познаа Бог. Македонците пак исто со народна религија и возгордеани дека ги избрал Бог, не го повикуваат Бог. Значи, имаме две категории, две состојби. Хајде да видиме што вели Јован 16, 12, 15. Имам уште многу да ви кажувам, но сега не можете да носите. Ако ќе дојде тој, духот на вистината, ќе ве упати во сета вистина, но од себе нема да зборува, туку ќе говори што чуе и ќе ве извести за она што доаѓа. Тој мене ќе ме прослави, вели Бог, зашто од моето ќе земе и ќе ви јави. Се што има Отецот, мое е. Затоа ви реков дека од моето ќе земе и ќе ви јави, се мое е твое. Значи, духот на вистината ќе ве упати во сета вистина. Ќе ви се објави, нема да зборува од себе и ќе ве извести. Христијанството подразбира постојано содејство со Духот Свети, престој на Бог во вас. И како што прорече Исаија во дух, и како што прорече Исаија, ако Господ Саваот не беше оставил потомство, ќе станевме како Содом и ќе заприлегавме на Гомора. Ние го имаме моментот. После потопот на Ноe, Господ му испраќа виножито Божји дуга. Завет дека нема веќе да има потоп. Следниот потоп ќе биде низ оган, ќе помине се низ оган. И што да кажеме сега? Незнабожците кои не бараа праведност добија праведност, и тоа праведност што доаѓа од верата, а Израел кој тежнееше кон некаков закон за праведност, не го достигна законот на правдата, згора на тоа не го позна Бог кога дојде кај нив. Зошто? Зашто не го побара од вера, туку од делата на законот. Значи, со делата на законот нема да се оправдате. Ако не ви е јасно тоа, не се потребни дела. Единствени дела кои се вредни пред Бог се делата на љубовта. Милост сакам, а не жртви. Уште еднашка. Петар 2.13, добро. Зашто не го побара од вера, туку од делата на законот. Се препна од каменот на сопнување, не го препозна Исус, како што е напишано, еве полагам на Сион камен за сопнување и карпа за соблазна, и секој кој верува во него нема да се посрами. 2 Петрово 2.13-22. Добивајки, а тие како неразумни животни, созданија по инстинкт се фаќаат и се уништуваат. Хулејки го она што не го разбираат, по својата погибел ќе загинат, законот на светот, добивајки казна за вршење неправда. Тие секојдневниот живот во раскош го сметаат за уживање, не го бараат Бога, си ги сакаат своите страсти. Тие се срам и грев, насладувајки се со своите измами, додека јадат со вас, имаат очи полни со прелюбодејство и ненаситни се на грев, ги мамат неутврдените души, имаат срце привикнато на лакомство, тие се чеда на проклетството. Бидејќи не го познали Исус и живеат за себе, значи сите го бараат своето, а не она на Исуса Христа.
Тие се безводни извори, облаци и магли од бура разнесувани. За нив е резервиран мракот на темнината за секогаш. Се враќаме на Римјаните 9 глава 33 стих. Секој кој верува во него нема да се посрами. 10 глава 11 стих. Секој кој верува во него нема да се посрами. И да видиме што вели во псалмите. Уште едне. 21 псалм. Во еден сон, кога се молев за својата земја, дојде човек и ми рече 21 псалм. Ноќеска сонував еден сон, пред мене стоеше еден човек, македонец, односно ми го рече ова. 21 псалм, на тебе, 4 и 5 стих, на тебе се надеваа татковците наши. Значи македонецот го повика Бог. Се надеваа и ти ги избави. 5 стих, кон тебе вика, ноќеска дојди во Македонија и помогни ни. И се спасуваа, на тебе се надеваа и не се посрамија. И не се посрамија. Татко наш, ти благодарам што ми ги дади овие слова, што овој ден ме исправи, ми даваш сила, ме облекуваш со сила од озгора, ме облекуваш во Твојата љубов. Дај ми чисто срце, Господи, за да Те видам во секој еден што не е како мене. Ти благодарам за се што си ми дал, зашто се е моје Твое, зашто се што имаме моје Твое. И јас ништо немам без Тебе. Те молам ова слово да го допре сите оние што имаат потреба, овие слова да ги допрат сите оние што имаат потреба од Твојата милост, од Твојата љубов, да им ги отвориш срцата, да го повикаат името на Твојот единороден Син, Исусе, Сине Давидов, смилувај ни се. Да го изберат Исуса Христа, зашто сведоштвото е ова. Бог ни дарува живот вечен и тој живот е во Неговиот Син. Кој го има Синот Божи, го има тој живот. Кој го нема Синот Божи, Исуса Христа, го нема тој живот. И ти, Македонијо, и ти, брате, можеш да го повикаш Исуса Христа и да го имаш тој живот. Избери живот наместо смрт. Бог е долготрпелив, многу милостив и тој долготрпеливо ве чека да се покаете, да го повикате Неговото име и да се вратите во Божиото царство, во Неговата преградка, во Неговата светлина и љубов. Мир вам до Божио царство небесно, израелци и македонци мои. Svoj da ne spasi nas, Isusa, Hristosa, Emanuel, so nas beše Bog i ostana ne pomiri, so tebe ne osveti, nema smrt, nema veke krvi.
oprosti mi